целта на реализација на овој проект започна за лицата над 65 годишна возраст, поточно за лицата од третата доба, со која што замисла е да се потикне активниот живот и активното старење на ваквите лица, меѓусебното дружење, заеднички создавање на различни активности, каде што токму тука ги реализираме многобројните активности. Овде имаме можност за изработка на рачни ракотворби, кулинарски вештини, развивање на едукативни и креативни работилници, можност за создавање на едукативни предавања околу менталното здравје, како и успешна соработка со различни здруженија, меѓу кои Здружение на пензионери од Струмица, Здружение Порака, Здружение Говор на срцето, како и основните и средните општински училишта. Има ли интерес за нови корисници, имајќи во предвид дека овој регион е иселенички? Како стоите со интересот да бидат дел од Центарот за активно старење? Па да, токму тоа е една од убавата можност за создавање на ваков центар во една рурална средина, за која што може да се пофалиме дека заинтересираноста е голема, а бројката моментално е успешна и имаме исто така заинтересираност за понатамошно развивање и зголемување на самата бројка. Дали вакви центри е потребни во Ново село, во Сушица? Не знам, што мислите вие? Па да, јас мислам дека ваквата идеја за создавање на вакви центри овозможува отварање на можности за нивно меѓусебно дружење, за нивно запознавање, како и создавање на активното старење, за кој што може да кажеме дека тоа е всушност еден нов процес во кој што тие всушност не стареат, туку тие всушност овозможуваат на населението да покажат колку се значајни за нашето човештво и колку тие можат. И за крај, што имате на план во програма наредниве денови? Што ќе работат корисниците? За крај, во поглед на наредните денови, исто така имаме развивање на кулинарски вештини, како и прославување на роден ден на две кориснички, за кои што веќе имаме своји планови предвидени и се надеваме дека успешно ќе продолжиме да функционираме и во иднина. Многу сум благодарна што, мислам, сме благодарни активистките што во една таква рурална средина се отвори овој центар, зашто во урбаните средини луѓето имат, мислам, повеќе можности, имат паркови, кафани, дружење, може би имат да разменуват мислења, меѓутоа во руралните средини е од многу голема корис, затоа што мислам, повозрастните луѓе во трета доба, еве овде им е дружбата да разменуваат мислења своји, да бидат активни и активно да старееме. Видете, овој центар е во Турново проектот, мислам, направен од општина Босилово и од Црвениот крст, меѓутоа не е само за Турново. За сите села што ги опфаќа општина Босилово, еве ние имаме активистки и од Босилово. Не сме само од Турново. По некој пат ни доаѓат и од Бориево. Значи можат. Искрено да речам, овде ми се допаѓа дружбата, има добри активности и си мислам дека годините ми се само бројка, не се чувствувам толку колку што ги носам во себе годините. Значи се чувствувам помлада, споделувам се со членките, дружбата, можам да речам дека има едно големо ниво. И во моментот што правите? Еве моментално сега со другарка или колешка да кажам, се забавуваме и играме шах, овде си играме карти, па и готвиме, пречекуваме. Кога одеш во Босилово, што им велиш на твојата генерација? На сите мои им препорачувам да дојдат, да се дружиме, дека овде е подобро, не си затворен во еден круг, се социализираш повеќе, стекнуваш поголеми пријателства, и знаењето се зголемува, ги разменуваш мислите овде со сите. Мислам дека би требало повеќе да се вклучат. Јас плетењето го плетам уште од 15 години, момичка. Ма научи мајка ме да плетам и стално си плетам и на мене и на сестрите. И до ден денеска се плетам. А им покаже на некој од овие користички? Покажувам. Ги научи да плете? Ја на таа жена и покажах денеска да зафата да плета. И почна да плете? Ја почна. Он и порано плетела, ама веќе од не плетела многу години. И не може се сета. Добро ли е овака? Многу. Зошто е добро?
Знаеш зашо е Па вие добро? можете и дома да плетете, не знам. Абе, дома ќе плетам, а сама сум дома. Децата ми се сите у странство. А за мене е многу арно што идам секој ден тука, не одам по комшиите на мало. И за това тука ме е убаво. И идам се стално. Тука некој пат си сукам бајнци, правам некој кулачина и така. И плетам тука.